Добро вечер. Следуваат минути за културата. Денешното издание на Вестите од културата го посветуваме на српскиот актер со интернационална кариера Лазар Ристовски, кој по татко влече корени од Македонија. Тој е годинашен добитник на наградата Мето Јовановски на 4-тото издание на Фестивалот за медитерански и балкански филм Преку езерото, што се одржува во Дојран. Ристовски е еден од најдобрите српски актери. Играл во над 80 филмови и повеќе од 4000 театарски представи. Познат е по своите значајни улоги во филмовите Игмански марш, Тито и јас, Подземје, Буре барут. Глумел и во 2 холивудски филма со Пирс Броснан и Мајкл Мацен. Покрај глумата тој е и продуцент, режисер, како и писател на неколку книги. Интервјуто со Ристовски, кое ќе го погледнеме во овие вести, го водеше мојата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Српскиот актер со македонско потекло, господинот Лазар Ристовски, е овогодинешниот лауреат на наградата Мето Јовановски, награда која што ја доделува престижниот фестивал Преку езерото, кој што се одржува од 7 до 11 август на повеќе локации во Дојран. Оваа награда се доделува за огромни достигнувања во уметноста на филмот. Разговараме со актерот Лазар Ристовски за нашата програма. Господине Ристовски, дозволите ми на почеток да ви честитам за оваа навистина престижна награда од областа на уметноста на филмот. Лично за вас, како актер, што значи оваа награда? Јас сам се надобио многу награда у животу, разних, и великих, и малих, и тако далje, ali kada se dobije nagrada koja nosi ime jednog glumca, i to glumca kao što je Meto Jovanovski, onda su moje osjećanja velika, moje osjećanja su uzbudljiva, da kažem, i moje zadovoljstvo je tim veće. Tako da Meto Jovanovski je uistinu veliki glumac bio, osoben, bio je vrlo karakterističan glumac, dakle sve ono što se razni drugi glumci kroz život i rad trude da budu i da naprave, on je to imao svojom pojavom, svojim talentom, svojom osobenošću i moje zadovoljstvo je tim prosto veće. Кажавте дека сте добитник на многу награди и признат актер и во вашата Србија и секако надвор од границите од Србија. Имате ли некоја награда која што ви е посебно драга? Покрај публиката. Предпоставувам дека публиката ви е најдрага награда, меѓутоа еве некоја награда за која што сте емотивно врзани. Evo dok pričate razmišljam, brzo razmišljam šta je to. Ali ne mogu da prosto da od svega toga odredim nešto što je najvažnije. A pada mi na pamet nešto začuđujuće, što nema veze s filmom. Kada sam bio klinac u osnovnoj školi i jedne godine sam završio razred sa svim peticama. I moja majka mi je kupila jedan medenjak. Znate, onaj okruglo, to su mi zvali kao mali... Da, tako nešto, ali je okruglo bilo. I to kad mi je kupila, bio sam presrećan. Možda je to jedno od mojih најдраги награди. Многу убаво кажано, многу символика во ова што го кажавте. Учествувавте во над 4000 театарски представи, над 70 улоги во филмови и во телевизиски серии. Дали можеби можете да издвоите некоја улога која што ви е најдрага, улога која што ја играте со леснотија и с која што секогаш би се навратиле? Vama novinarima je vrlo lako da postavite ta najteža pitanja, a nama koji razgovaramo sa vama je vrlo teško da odgovorimo na ta vaša lako postavljena pitanja, tako da ja ne mogu da odgovorim na to pitanje iskreno, zato što su sve te uloge deo samog mene, one su tu negde zajedno sa mnom, i ako prosto odvojim jednu od druge, onda će ova druga da se ljuti zašto nije ona tu, ili nešto u tom smislu.
ne bih to mogao nekako, uvek mi to postavljaju pitanje i uvek taj odgovor izbegavam, zato što u suštini i ne znam pravi odgovor na to pitanje. Сами откажавте дека ви е тешко да кажете која е ваша најомилена улога, меѓутоа во вашиот огромен опус, 50 години работа во филмот, во театарот, во телевизиските серии, имате учествувано и во 3 македонски филма. Филмот Јазол ја игравте главната улога од еден од најдобрите македонски режисери на сите времиња, Кирил Ценевски. Каква беше соработката со господинот Кирил Ценевски, веќе починат наш режисер, и каква беше вашата улога и вашето искуство со овој филм? Тај рад памтим, тоа е можда почеток... Далечната 85-та година, во минатиот век. Негде почеток моје филмске кариере. Pozorišnu karijeru sam počeo ranije, a na filmu sam počeo da glumim kasnije, zato što su neki reditelji smatrali u Srbiji da sam ja, da imam prejak izraz za film. Da sam prosto jak za film, a da na filmu možda treba da se glumi nekako više prirodnije, dokumentarnije, ne znam kako bih to objasnio. I onda se događaju neki filmovi kao što je Underground sa Kusturicom, gde sam glumio onako kako ja hoću. Ekspresivno, jako, preterano, ali sa pokrićem unutrašnjim, sa emotivnim pokrićem. I onda su mnogi reditelji promenili mišljenje o meni i počeli da me uzimaju da glumim na filmu malo više i malo češće. Tako da je to bio neki moj razvojni put glumački na filmu, a što se tiče pozorišta, odigrao sam preko 4000 predstava i to je bilo, na kraju se pretvorilo u noćnu moru. Ja sam igrao po 30 predstava mesečno. I to je, i to sve glavne uloge sam igrao mahom, teške uloge i na kraju, kad sam već se umorio od svega toga, ulazio sam u garderobu i obučem kostim, legnem na neko kanabe i viknem robio. To je bio moj onako oproštaj sa pozorišta. Вие покрај тоа што сте актер, сте и продуцент и режисер. Исто така и вашиот син тргнува по вашите стапки, исто така познат режисер во Србија. Сакам да ве прашам, каде се пронаоѓате повеќе? Во актерството, во продукцијата или во режијата? Сега, во моментот. И на што работите во моментот? Da. Sve ima svoje vreme neko. Dakle, ja sam taj svoj glumački dug odužio, ja mislim, i sada igram samo retko, zato što nema više ni velikih izazova glumačkih. Ne dobijam prosto ponude neke koje mene zanimaju. Autori na filmu su izgubili hrabrost, umetničku hrabrost su izgubili. Bave se temama kojima ili podilaze nekim stranim festivalima, da podiđu da im film ode na neki festival, ili se bave komercijalnim filmom da zarade pare, a ne bave se suštinom, ne bave se svojim stomakom, onim što ih boli iskreno. Tako da u tom smislu onda i ne dobijam neke prave ponude glumačke i onda sve manje glumim. Sve više me zanima iskreno produkcija i time se bavim vrlo uspešno. Napravio sam kao producent preko 20 filmova i preko 10-15 serija i to radim i dan danas. Moja i naša familijarna producentska kuća Zilion Film vrlo aktivno učestvuje u produkciji u Srbiji i imamo jednog velikog finansijera, to je Telekom Srbija, koji sad trenutno finansira skoro sve što se u Srbiji snima. Oni nam omogućavaju da se bavimo tim poslom. Овде сте во Македонија, учествувате на престижниот фестивал Преко езерото, фестивалот на балканскиот и медитерански филм. Кажете ми, која е вашата улога на овој фестивал и какви се вашите очекувања? Moja uloga je uloga dobitnika. Dakle, zahvaljujući Janiju Bojađiju, koji je prosto na ovom festivalu direktor i na njegovu predlog sam i došao i dobio ovu nagradu. Ja sam ovde kao gost i kao neko ko je laureat i
sa velikim zadovoljstvom i zahvalnošću sam ovde. Вие не сте прв пат во Македонија, по потекло сте од Македонија по татко, по мајка кажавте сте од Црна Гора, сега едно не филмско прашање. Што е она што ќе си понесете овој пат со себе кај вас дома во Србија? Што ќе понесете од овде, од Македонија? Кои впечатоци, кои импресии? Биено сирење. Тоа сите го кажуваат од Србија кога доаѓаат. Не, ali to je istina, zato što nije to svi ja imam prema tome poseban odnos. Moj otac je bio železničar i mi smo imali besplatne karte za železnicu. Mi smo svake godine, kad smo bili mali, dolazili iz Vojvodine do Prilepa. Od Prilepa smo se kačili na kamion, a posle toga 3 sata peške do sela Gudjakovo. Odakle je moj otac. I odande sam dobio sirenje, a kasnije kad sam odrastao, kad više nisam odlazio svake godine, onda je otac putovao u Makedoniju da vidi svoje i uvek je donosio sirenje u Srbiju. И уште едно последно прашање за крај. Што би им порачале на младите актери и на сите оние кои што сакаат да влезат во ова уметност, бидејќи имате навистина импозантна работа позади вас, 50 години, навистина се за огромна почит и респект. Што им порачувате на актерите? Malo pre sam govorio o tome na konferenciji za štampu. Mnogo puta su me nudili da budem profesor glume, da držim master klas često, da ovo, da ono. Ja to nisam nikad radio, nisam hteo da radim to, zato što deliti drugima, naročito u umetnosti, deliti drugima i puteve kako i šta treba da rade, mislim da to, ja bar to ne mogu i ja nisam nikada prihvatao bez rezerve savete mojih profesora, ni nastavnika u školi, učenika, učitelja. Uvek sam bio taj koji je imao nešto kritički da se osvrne na svako predavanje, na svaki savet, na sve sam uvek, ne samo da bi bio kontra svega, nego imao sam svoj stav. Mislio sam o tome i slušao sam šta mi ljudi pažljivo govore. Jer mi svi imamo oči i mi svi gledamo, ali mi svi ne vidimo. I u tom smislu bih i završio ovaj razgovor. Благодарам многу за тоа што одвоите време за овој разговор. Посакувам многу успешна работа и ви посакувам убави фестивалски денови. Благодарам. Верувам дека со внимание го проследивте интервјуто со лауреатот на наградата Мето Јовановски, која му се доделува во рамки на фестивалот Преку езерото. Тука ги завршуваме вестите од културата. Останете со програмата на телевизија Алфа.